Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за различните видови на зависности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости, и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа, останете со нас. Кога ќе дојде летото, некои се подготвуваат за на море, некои оди на планина, некои ќе останат дома, но секако сите ќе сакаат да забават или одморат во тоа време. Оние што патуваат секогаш пред патот сваќаат дека нешто им треба, па одат на шопинг. Пред додам на пат, мене најчесто ми треба се. Да, а кога имаш деца што растат, дури тогаш постојано ти требаат нови работи. Пред да одиме на одмор, мојата тинејџерка Керка ми рече дека и треба нова облека, бидејќи се е било мало, а другата Керка свати дека папучите од минатата година и се премали. Ми се стемни. Се обидувам да не ги допирам парите што ги одвоив за летување, а нив им треба гардероба за истото тоа летување. И јас почнувам уште од дома да ги трошам парите кои ни се планирани за одмор. Да, така оди тоа. Драги слушателки, во денешната епизода ќе зборуваме за шопингот. Тоа е позната тема за нас жените, а искрено знам и многу мажи кои го сакаат. И да, во ред е да се оди на шопинг се додека е осмислен и додека не излезе од контрола. Точно така. Може би мислите каква врска има едното со другото, но ќе видиме дека можат и такако да бидат поврзани. Напротив, и шопингот може да прерасне во зависност. Постои дури име за оваа зависност – ониоманија. Ова е зависност која може да ги уништи животите на оние кои се погодени, иако ова пореметување не е официјално признаено како болест. Навистина, ова не го знаев. Знаев дека онака на шега знаеме да кажеме за некого дека е купохоличарка, но не знаев дека може да се случи на некој поради тоа да му се уништи животот. Изгледа дека денес пред нас е уште една многу интересна епизода, затоа останете со нас. Драги слушателки, вие го слушате подкастот Жени со надеж, а во денешната епизода зборуваме на темата зависност од шопинг. Моника, те молиме сподели со нас што се откри истражувајќи ја оваа тема. Нина, кога зборуваме за овој проблем, мораме да напоменеме дека тука станува збор за компулсивно пореметување. Како што кажавте на почетокот на епизодата, одењето на патување и празниците се идеално време за хедонизам и прекумерно уживање. Се случува да јадеме премногу, да пиеме премногу, а и да трошиме премногу. Се пораното украсување на градовите и шопинг центрите со повици за трошење и подарување, кај луѓето создава и чувство на нервоза. И многуте реклами за летување исто така во нас будат желби да имаме, да поседуваме. Алкохоличарите, например, треба да бидат свесни за фактот дека морат да внимаваат на конзумирањето алкохол и на своето однесување. Но што е со компулсивните потрошувачи? Нивните навики за купување имаат тенденција да поминат незабележано, особено во сезона во која дури и вообичаените потрошувачи трошат како да не постои утре. Затоа се случува компулсивните потрошувачи полесно да се препуштат и полесно да го кријат своето проблематично однесување. Спомена дека постои баш назив за компулсивното купување. Да, зависноста од купување често се смета за вид на обсесивно-компулсивно пореметување. Друг назив за компулсивното купување е ониоманија, од грчките зборови ониос за продажба и манија, неумереност, лудост. Таквите поединци се преокупирани со купување и трошење, па доживуваат различни чувства на задоволство при самиот чин на купување. Во нивниот ум веќе се крчкаат мисли и желби кои полека ги обседнуваат, правејќи го трошењето речиси неизбежно уште пред да влезат во продавницата. Што ги тера луѓето на такво однесување?
Негативните емоции како депресија, анксиозност, досада, самокритичност и лутина често се наведуваат како главен извор на ова пореметување, а еуфоријата и олеснувањето што се случуваат при купувањето најчесто се последици на истото. Така, лицата кои патат од компулсивно купување често ќе имаат и некое пореметување на расположението или анксиозно пореметување, например депресија, биполарно афективно пореметување, особено маничната фаза, анксиозно, депресивно пореметување, како и пореметување на личноста или исхраната. Непосредно пред купувањето, потрошувачите сведочат за анксиозност, чиј интензитет опаја при самиот чин на купување. Но изгледа дека на тоа му нема крај. Мислам, дури ако личноста го купи тоа што го сака, чувството на задоволство и среќа е многу краткотрајно. За жал, она што компулсивните потрошувачи всушност се обидуваат да го купат е среќата. Тие сакаат да им се допаднат на другите и сакаат да бидат ценети, а при тоа да не се чувствуваат депресивно или вознемирано. Не е важно колку пари имаат таквите потрошувачи и колку се успешни. Тие се чувствуваат празни однатре, па го користат купувањето за да ја пополнат таа емоционална празнина. Моника, кога треба да се загрижиме? Ако се сомневате дека вие или некоја личност околу вас може би има проблем со компулсивно купување, забележете ги некои од овие знаци на предупредување. Тоа е трошење над сопствениот буџет. Личноста со овој проблем не ја разбира потребата да ја ограничи потрошувачката. Често нејзино трошење ги надминува приходите. Преокупираноста со финанси, рати и картички е еден од важните знаци. Присилно купување, личност има намера да купи нови панталони, но на крајот купува и фустан, чевли и капут. Тука спаѓа и купување работи што никогаш не се користат, како и облека на која подолго време виси етикетата. Хроничен проблем, луѓето ќе потрошат многу за Божик, но тоа не значи дека веднаш имаат проблем. Тоа станува проблем кога прекомерното трошење се јавува во текот на целата година, а личноста во голема мера се потпира на плаќање на рати и влегување во минус за да ги одржи своите навики. Криење на проблемот. Луѓето со зависност од купување имаат тенденција да кријат од другите што купиле или користат тајни кредитни картички за кои, например, не знае партнерот или родителот. Купуваат преку интернет каде што никој не ги гледа. Влошување на односите, личноста ќе троши многу време на купување наместо да ги негува односите со семејството или со блиските. За да го сокрие проблемот, може да се повлече емоционално и физички. Можно е со време прекумерното трошење да предизвика проблеми со сопружникот и остатокот од семејството. Ветуваат дека нема повеќе да трошат, па тоа ветување го прекршуваат. И секако чувството на еуфорија, помешано со анксиозност за време на купувањето е едно од вообичаените знаци. За време на купувањето се чувствувате како да поминувате неказнето, правејќи нешто забрането, што често е проследено со чувство на вина и кајање по извршеното купување. И како да му одолееме на компулсивното купување? Најнапред поставете си јасни граници за сумата на пари што планирате да ја потрошите на подароци, па размислете за опцијата дел од подароците да ги направите всушност сами. Не ја прифаќате совршената слика за Божик што ви ја нудат медиумите или другите луѓе. Намалете ги очекувањата и сликата за тоа како би требало да изгледаат празниците и уживајте во секој момент најдобро што можете. Вклучете се во дарување на другите преку непрофитни организации, волонтирање во добротворни установи, со напуштени животни или лично со луѓе со послаба финансиска состојба. За купување користете готовина или дебитна картичка, а кредитните картички оставете ги дома. На тој начин трошате тоа што го имате, а не тоа што допрва треба да го вратите во банката. На дебитната картичка забранете го одењето во минус. Ако почувствувате потреба за разгледување и излози, направете го тоа по работното време. Избегнувајте да одите во празничен шопинг сами, поведете добар пријател или член на семејството кој ќе го замолите да го
држи вашето трошење под контрола, тоа не е знак на слабост, туку едноставно значи дека се познавате себе си доволно добро и го признавате проблемот. Моника, мислам дека во сето тоа маркетингот игра огромна улога. О, да, тоа е нивната работа. Тие немаат грижа на совест што им велат на луѓето да купат нешто што всушност не им треба. Имајте на ум дека рекламите и маркетингот се како мелем на рана. Секоја сентиментална реклама, подарок, картички и атрактивни огласи служат исклучиво за да го наговорат потрошувачот да ги купи нивните производи. Компаниите трошат огромни суми пари за остварување на своите финансиски планови. Кој совет тогаш да им го дадеме на нашите слушателки? Уживајте во празниците и вашите патувања преку нивната нематеријална компонента, преку мирисот на градот и селото, на природата, опуштањето во прекрасните амбиенти, погледите во разговорите, смејата, танцот и дружењето со вашите најблиски. На крајот на краиштата, за летување ни се доволни бањарка, папучи, некое фустанче. Често носиме толку многу работи, а цел ден го поминуваме замотани во офични крпи. Главно, ни треба многу помалку отколку што мислиме. Се согласувам. Фала ти, Моника, за разговорот и за поучните информации и совети. Во следниот дел од епизодата ќе зборуваме за скромноста. Секако, мудрост ќе побараме кај создателот на мудроста, Бог, во неговиот збор во Светото писмо. На интернет страницата Баш човек најдов на еден многу убав текст на тема скромност. Ќе ја прочитам. Скромноста е доблест, но често во општеството представена како маана. Бидејќи скромниот човек е омилена храна на арогантните луѓе. Скромност е кога не ги величаш своите дела, иако тугите се половина твоите цели. Скромност е кога признаваш туги заслуги и не ти е проблем да ги издигнеш другите, бидејќи знаеш дека треба да се цени човекот, а не да се создаваат непријатели или слуги. Скромноста е ненаметлива и силна. Во нејзино друштво се почитува секоја личност. Скромност е само одрекување и дисциплинирана состојба, каде кога вредиш повеќе се рекламираш помалку. Скромност е само критичност и контрола на егото, бидејќи скромноста те учи да не се величаш кога си горе, бидејќи поридот следи спуштање надолу. Скромноста ги цени мирот и тивката работа. Не ја фасцинираат арогантноста, гласноста и фалењето, зашто по нив често следи пат. Скромноста е сталожена и полна. Таа е невидлива круна на главата на успешниот човек. Скромноста е блиска до вредната работа. Таа кај човекот буди надеж за правда. Скромноста не е плашлива и слаба. Таа е доблест на силните луѓе. Скромноста дава шанса и не суди брзо. Скромноста ја препознава ароганцијата и ја рекламира толеранцијата. Скромноста тежне кон подобар свет каде луѓето се ценат повеќе. Скромноста ја крој и ја пишува по добрата иднина. Фала ти, Сандра, за овој навистина добар текст. Да, мене ми се допаѓа што се спомнати сите сегменти на скромноста. Секако скромноста е еден од плодовите на Светиот Дух, како што пишува во Библијата. Таа е сместена во срцето и ни е дадена бесплатно. Дар за мене, за да го примам, усвојам и трансформирам во жив дел од мене. Дефинирана е како доблест која ги прави умерени сите внатрешни и надворешни движења и појави на личност. Затоа не е изненадувачки што скромноста е всушност умереност. Во светот на бучните реклами и билборди, насмеаните убавици и успешните, богати и славни луѓе, зборувањето за некои човечки доблести може да изгледа сосема небитно. Од секогаш било така. Вредностите, впрочем, подобро се истакнуваат во однос на нивните спротивности. Една од тие непопуларни доблести е скромност, а другата е понизност. Што е скромност и по што се разликува од гордоста? Во книгата на пророкот Михеј 6:8 Бог дава јасни упатства што бара од нас. Всушност, затоа јас многу го сакам Бог, бидејќи е едноставен. Таму пишува: О човеку, речено ти е што е добро и што бара од тебе Господ. Да работиш праведно, да сакаш милосрдни дела и понизно да врвиш пред твојот Бог.
Скромноста е спротивна на гордоста. Личноста која е скромна има реално мислење за своите способности и вредности. Не е вообразена ниту суетна. Скромната личност не е горда, фалбаџиска или премногу амбициозна, туку е секогаш свесна за своите ограничувања. Од таа причина ги почитува чувствата и ставовите на другите и им придава соодветна важност. Во Изреки 11:2 пишува: "Ке дојде ли гордоста, ке дојде и срамот, но мудроста е со смирените." Така е, Нена. Скромната личност е мудра бидејќи постапува на начин кој Бог го одобрува и го избегнува гордиот дух кој води до срам. Во Изреки 8:13 пишува: "Стравот Господов го мрази злото, ја мрази гордоста и високомерноста, лошиот пат и подмолната уста." А во 1 Петар 5:5 вели: "Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат." Колку е мудро да се биде скромен е видливо од животите на многу Божји следбеници. Да разгледаме 3 примери. Прво го имаме Павле. Павле бил истакната личност меѓу раните христијани, што е и разбирливо. За време на својата служба пропатувал илјадници километри по море и копно и основал многу цркви. Освен тоа, Бог го благословил Павле со визии и разни дарови. Исто така го вдахнал да напише многу посланија кои денес се дел од Библијата. Значи може да се каже дека тој се трудел повеќе од сите други апостоли. Бидејќи Павле предводел во христијанската активност, некој може би мислел дека сакал да биде во центарот на вниманието, па дури и дека се фалел со својот авторитет. Меѓутоа не било така, бидејќи тој бил скромен. За себе рекол дека е најмал од апостолите додавајќи: "Не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божјата црква, но со Божјата благодат сум тоа што сум." 1 Коринтијаните 15 од 9 до 10. Како поранешен прогонител на христијаните, Павле никогаш не заборавил дека само со незаслужена милост можел да развие однос со Бога, а камоли да има посебни предности во службата. Значи тој не сметал дека неговите извонредни успеси го прават подобар од другите. Во 1 Коринтијаните 9:16 тој вели: "Ако проповедам Евангелие, тоа не е за моја пофалба, бидејќи тоа ми е должност, а тешко мене ако не го проповедам." Потоа, втор пример е Гидеон. Читаме во книгата Суди 6 од 11 до 15. Гидеон, храбар млад човек од племето на Манасија, живеел во бурен период на израелската историја. 7 години Божјиот народ трпел угнетување од мадијамците, но тогаш дошло време Бог да го спаси својот народ. Поради тоа пред Гидеон се појавил ангел и рекол: "Господ е со тебе, храбар јунаку." Гидеон бил скромен, па не уживал во честа што му ја донел тој неочекуван комплимент. Наместо тоа, со почит му рекол на ангелот: "Прости, Господару, но ако е Господ со нас, зошто тогаш не снајде сето ова?" Ангелот му ги разјаснил работите и му рекол: "Ке го избавиш Израел од рацете на мадијамците." А како реагирал Гидеон? Тој не ја зграпчил алчно таа задача, сметајќи ја за добра прилика да стане народен херој, туку одговорил: "О Господи, со што ќе го избавам јас Израел? Ете, мојот род е најслаб во племето Манасиево, а јас сум најмал во домот на татко ми." Каква скромност! Гидеон со Божји благослов ја извршил својата задача и Бог подосна го употребил да го ослободи Израел. И последниот пример што ќе го наведам е нашиот Господ Исус Христос, најголемиот пример за скромност. Иако имал најблизок однос со својот татко, Исус не се двоумел да признае дека некои нешта се надвор од неговата моќ. Например, кога мајката на Јаков и Јован побарала нејзините 2 сина да седнат до Исус во неговото царство, Исус рекол: "Чашата моја ќе ја пиете, но да се седи на мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене, таму ќе седнат оние за кои е подготвено од мојот Отец." Матеј 20 од 20 до 23. Во друга прилика Исус отворено признал: "Јас не можам ништо да правам само од себе. Не ја барам мојата волја, туку волјата на таткото кој ме прати." Јован 5:30. Исус бил надмоќен над несовршените луѓе во секој поглед, а неговиот татко му дал таква власт каква што никој друг ја немал. И покрај тоа, Исус бил скромен во односот со своите следбеници. Не ги обесхрабрувал фалејќи се со своето импресивно знаење. Покажувал длабоко разбирање
сочувство и ги земал предвид нивните човечки потреби. Значи, иако Исус бил совршен, не бил перфекционист во негативна смисла. Никогаш од своите ученици не барал повеќе од колку што можеле да дадат и никогаш не им ставал товар поголем од оној што можеле да го носат. Во Јован 16:12 вели: Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. Не е ни чудо што на толку луѓе им делувал закрепнувачки. Затоа ни ветува во Матеј 11:29. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Затоа, да го имитираме примерот на Исус за скромност. Ако најголемиот човек кој некогаш живеел на земјава имал ваква скромност, колку повеќе треба да имаме ние. На несовршените луѓе често им е тешко да признаат дека едноставно немаат апсолутен авторитет. Меѓутоа, имитирајќи го Исус, христијаните се трудат да бидат скромни. Исто така, скромноста ќе не поттикнува да бидеме разумни во она што го очекуваме од другите. Во Филипјаните 4 глава 5-7 пишува: Кротоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања и мирот Божји што надвишува секој ум ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Како што научивме, мудроста е навистина присутна кај скромните луѓе. Но што ако увидиш дека имаш склоност кон нескромност или гордост, немој да се обесхрабруваш. Наместо тоа, следи го примерот на Давид кој се молел вака: И од горделивост сочувај го слугата свој, за да не завладее со мене. Псалм 19:13. Имитирајќи ја верата на личности како Павле, Гидеон, а особено Исус Христос, лично ќе ја искусиме вистината на зборовите. Ќе дојде ли гордоста, ќе дојде и срамот, но мудроста е со смирените. Изреки 11:2. Драги слушателки, стигнавме до крајот на денешната епизода. Следете на социјалните мрежи Facebook и Instagram под името Жени со надеж. Или пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com и придружете ни се секако и во следната епизода. До слушање. А Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.